Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, заедно со мене и со Мухич да продискутираме за тоа кој блокира, кој деблокира. Со тоа што за да некој блокира или да деблокира има најмалку две страни, а може и да се повеќе од нив, што значи дека може да имате варијанта и дека повеќе страни блокираат, повеќе и деблокираат. Всушност станува збор за прашањето околу изборниот законник, кој по се изгледа веќе ќе биде кој ќе биде доставен до собранието, но дали ќе помине. Сега тоа зависи од тоа како ќе се постави опозицијата, односно СДСМ, имајќи предвид дали ќе остане на тоа, на онаа одлука да го блокира донесувањето на изборниот законник. А тоа може да го направи токму по принцип на примена на тој филибастеринг. Јас не знам има ли наш збор за тоа, но во суштина значи тоа подразбира право на неограничена расправа за одредено прашање. И таквото право со таквото право всушност можете да одложите или целосно да спречите гласање за закон или за некаков друг предлог. Сега, она што е клучно, дека носењето на изборниот законник ја има оваа можност, тоест мора да се постигне консензус. И сега, ако се вратиме малку наназад, дури не пол месец дена, ја имавме ситуацијата во која опозицијската СДСМ беше против носењето на законот за укинување на техничка влада. Од друга страна, владеачкото мнозинство по скратена постапка тоа го истера и покрај предупредувањата и најавите на опозицијската СДСМ дека ќе го блокира учеството во работната група за изборниот законник. И тогаш имавме ситуација во која, значи, власта си го тераше и истера своето, не осврнувајќи се, а опозицијската бараше, притискаше. Сега, велам, неполни месец дена, по тоа имаме обратна ситуација. Сега власта притиска, СДСМ си тера по свое. А едните и другите велат дека другиот блокира. А едните и другите велат дека тие деблокираат, а другиот блокира. И сега во оваа, значи, ситуација, по неполни месец дена од една позиција, кој си тераше свое и не се осврнуваше на предупредувањата, имаме иста ситуација, само со обратно поставени позиции. И сега владата притиска, дури не само владата, и директно, и председателот на владата Мицковски, и министерот за надворешни Муцунски. Така што сега директно, како што кажав, и Мицковски истакнува дека ќе направи се да се постигне консензус со СДСМ, да се договорат, повторно да се вклучат во работната група, а целта е законикот заеднички со консензус да биде донесен на време. Затоа пак законите за укинување на техничка влада по скратена постапка без консензус. Кој го предизвика ова? Што не значи дека е начин секако. Не влегувам во тоа ниту да оправдувам една или друга страна, но имаме перманентно, значи, заглавена, блокирана ситуација во која само се менуваат страните. Или ајде едниот држи блокира, другиот ај ти малку терај, па се смени, ај ти блокирај. Како и да е, во секој случај немаме ситуација дека двете страни деблокираат, затоа што кога би ја имале би оделе тие работи, а не оди ништо. И тоа не оди со години, особено, значи, овие реформски процеси на кои постојано се апелира и сега, како што кажав и од министерот Муцунски, се бара и конструктивност од опозицијата за тие клучни реформски закони, за правосудните реформи, за изборниот законник. И имаме ситуација во која, Муцунски ја повикува опозицијата да не ја блокира реформската агенда, вели зборуваат за Европа, а не поддржуваат ниту една реформска реформа, и ја повикува СДСМ, вели
Европската интеграција не може да биде успешна без сериозност, одговорност, минимум, национален консензус. Сега гледате, консензусот е битен. А всушност битно е тоа што го имате во овој случај моментот на примена на филибастеринг, односно блокирање. И вели Муцунски, ова не е процес на една влада или на една политичка партија, туку процес што ја определува иднината на државата. И сега од една страна во ред, одлично. Ова не е процес на една влада, на една политичка партија, туку заеднички процес, процес на сите, консензусот ете го. А утре ако се завршат работите добро, ќе биде ли тогаш заеднички успех? Или повторно поларизирањето, ние направивме, а тие блокираа, ние постигнавме наспроти нивните блокади. А ако може едни да направат, тогаш нека прават сами. А ако треба сите да направат, нека биде тогаш и успехот и неуспехот на сите. Но еве сега е повикот за консензус, сите треба да покажеме конструктивност, утре ќе биде ние постигнавме, а овие блокирале. Или се едно, мислам, не е битно кој би го кажал тоа. Ќе имаме повторно од најмалку двете страни, и владеачка или власта и опозицијата, тврдењето кој направил. Не направија тие, туку направивме ние. Се едно, че опозицијата ќе каже, а да не бевме ние, немаше да направат тие. Тие направија затоа што ние не го блокиравме законот. А сега се китат со туѓи перија. Значи, истото повторно, па ајде смениме ти сега јас да блокирам, па потоа ти ќе блокираш. И во таа смисла, токму, значи, лидерот на СДСМ Филипче, контра тоа дека тие блокираат, туку владата блокира, затоа што тие не сакаат реформи според Филипче за ЕУ. И прашува, што направила владата во изминатите 2 години за исполнување на реформската агенда. Ете го сега тоа велам, вие или ние, сега што направила владата? А што сте направиле вие? Како кога Мицковски неодамна се сети сам на изјавата на Кенеди од пред 60 и некоја година, а што си направил ти за државата? Значи, еве го моментот консензус и она дали е заеднички постигнато, потоа како резултат, или поединечно. Така што, Филипче вели тие блокираат, а Муцунски, повторувам, укажува на важноста на реформите и потенцира дека, или конечно, накрај се осврнува и на тоа дека со усвојувањето на тие реформи и изборниот законник и правосудните, државата очекува, цитирам, историска висока исплата на средства. А тука доаѓаме и до тој клучен момент, а тоа е всушност дека со еве го, каде се 2 години, ништо не сте направиле. Кој? Сите не сте направиле, затоа што треба консензус. А сега доаѓаат роковите за реформи, изборен законник, реформи во правосудните институции, за да се добијат парите од Европскиот план за раст. Ќе ги добиеме или нема да ги добиеме, затоа што не гази времето, како што ви кажале. А што се направило до сега? Значи, сега е веќе, на крајот на краиштата, секогаш се парите. Всушност, прво се парите, а друго, последно е ова изгледа. Така што сега, значи, како што е Муцунски, државата очекува историски висока исплата на средства во рамките на планот за раст. И тоа би бил доказ за довербата од европските институции. Да, ако се спроведа таа реформска агенда. И токму тука, значи, доаѓаме до суштината, јас затоа во темата ставив, ке има ли конструктивност, а не гледам има и најави, дури токму меѓусебно во овие препукувања, па и одредени медиуми, ќе се најдели компромис и слично. Не дека е погрешно. Туку, ако е компромис, постојано остануваме на тоа да гледаме иста спротивставена релација. Едниот ќе попушти, направил компромис, а другиот си го истерал своето. Не е битно, пред неполни месец дена, истерување по скратена постапка е техничка влада, ќе укинеме. Не сакаме, кој ве шишава, сакате, не сакате. Да, а сега сега ние ви блокираме ова, изборен законник. Сега треба компромис. Ако е компромис значи постојано некој некому должи, некој некому прави отстапки.
И постојано ќе имаме ситуација дека некој некого блокира. И јас затоа се надевам и во темата ставам, ќе има ли конструктивност, каде што сите ќе се обединат околу тоа, околу што, макар што го представуваат како некоја, флоскула, заеднички реформа, како вели Муцунски, тоа е вистинскиот пат напред, тоа не е за... токму тоа не е процес на влада, не е на политичка партија, тоа е процес кој определува иднината на државата. Па ако се сите за иднината на државата, тогаш треба бидат конструктивни. А ако прават компромис, тогаш не се околу истото ова обединети. Туку некој некому прави отстапка, попушта за да утре го уценува. И нема да имаме тогаш никогаш ниту напредок, туку ќе имаме постојано некој кој блокира и друг кој наводно деблокира, а може би и му одговара овој да го блокира. Ете денешната тема. Добар ден, 60-91-924-925. Повелете, кој ни е прв? Ало? Да, еве прв вие, добро, нешто... Добар ден, господин. Успевате, да, повелете, да. Па со малку, само со притискање на неколку пати. Добро. Да ви кажам нешто за првата. Јас само да подлечам дека е случајно добивањето врската. Ние немаме тука Два пати само притиснам на Да. Повелете. На првата тема ви кажам, не сум задоволен од некои работи, од првата тема што се случија. Бев спомнат од општина Чашка, некој сум го нарекол некако на социјалните мрежи, што очекуваше од вас. Не знам господино, што очекуваше од вас да му помогнете, нешто психопат сум го рекол, не знам како на социјалните мрежи тоа. Два пати ме спомна, два пати спомна општина Чашка, два пати спомна мене, името не ми го спомнам, зошто тоа го спомна. Не дозволувајте, господин Исо, не дозволувајте да зборуваат за други. За социјалните мрежи, ја можам да кажам цел ден што ми се Јасно, но и да не дозволиме што и да е социјални мрежи, приватни релации, така натаму да се префрла тука, да се прелева. Па тоа, гледаш, тој на социјалните мрежи сум рекол за некој психопат. Тоа е ако психички патиш, тоа е психопат, значи не е тоа кој не е. Но добро, нека ви го одговори тој кому сте му го рекле таму на социјални мрежи или лично, а не тука. Вие на социјални, тој тука или обратно. Кој блокира, кој деблокира, да. Да, тоа таму треба да биде, не знам зошто го му дозволувате или мене да ме дозволите јас за некој да кажувам. Има некој ќе ви кажам нешто. Па не, затоа и ви кажувам, тоа што сте правеле на социјални, завршете го таму, не го префрлајте овде. За темала, господине. Па затоа, тоа дали било психолошки пат или какове, објаснете му таму каде што сте го почнале. Да, повелете. Па да, тоа не се јавува. Добро, темала, господин Исус, за носење, за укинување на техничката влада. Не се прашаше, никој се укина, а беше договорено да биде таа влада се укине до влезот, да постои до влезот на Европската унија на Македонија. Така беше. Сега нема време после. Па тоа е, затоа велам, диверсификација, така и ќе имаме и подобри разговори, и повеќе време, и поголем ефект, и позитивно расположение. Тоа што се почнало негде, таму и нека се обработува, разработува и завршува. Така што едноставно, апсолутно, што има да се контаминира просторот со други простори? Тоа се тие мешања, чиста, јасна ситуација. Таму сте имале нешто сте кажале, ниту тој да одговори тука, ниту вие има потреба да ни објаснувате што како сте правеле по социјалните мрежи. Или приватно, се едно како што сте правеле. Ниту другите, барем и тоа не го кажуваат, имаме меѓусебни навреди и така натаму, за среќа или на задоволство се поредко, но би рекол немаме воопшто објаснување кој како што прави приватно, кого како нарекол, па да ви објаснам, вчера пишувам јас на еден, тој ми вели така, па да го користиме времето за тоа. И објаснување што како значело, дали бил пат ваков или онаков. Тоа се значи тие патишта кои таму треба да се објаснат. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Благодарам. Ево, моето доаѓа што значи некогаш го потенцира нашите политичари дека не се дозреани и него да заслужуваат тоа место каде што се. Сега на политичката партија гарнитура која е на власт, претходно кога на позицијата, односно претходна, а сега опозиција,
ама апсолутно им воопшто не сакаше да разговараат. Сега им е мака кога се опозицијата бара, значи одредени отстапувања, одредени значи отстапи и слично. Значи ние сме створени за да одиме контра едни према други. Ја не знам како размислуваат и кога треба ние да бидеме дел од нашата Европа. Дали им тие размислуваат? Ево, да речеме, опозицијата вика ден порано да влеземе в Европската Унија, да се најде решение, консензуси, да се вара седото. Господин Аминсковски вика, ако треба со децении ќе чекаме. Па, тоа деценија една, 2, 3 или 100 децении ќе треба да поминат, па да дојдеме до некакво решение. Ја ми се чини дека сега одека, значи бараат да има консензус со опозицијата за донесување на изборните закони. За мене не е во ред да се не учествува. Но од друга страна ги оправдува затоа што позицијата воопшто не сака оно што не ја одговара на нејзе, значи воопшто не ги удира од кај останатите. Ја ми се чини дека треба да отидат на превоспитување едните и другите и сите останати, па ако сакаме да бидеме стварно на она место каде што треба да бидеме. Ние сме, што се вика, створени за инат, створени се да му наштетиме на другиот, но ако може тој да не ни наштете на нас, и се чини дека него заслужуваме тоа место и никогаш нема да влезе. Благодарам. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Претходниот ги праќа на преваспитување да одат и едните и другите. Ама ние што се јавуваме на кое преваспитување ќе додиме? Да бараме некое преваспитување, ние додиме. Ние има што зборуваме како што треба реално, има луѓе што зборуваат предавнички. Јас и една пати су кажал, кога се однесува за заштита на државата, сите како еден. Сите да застанеме да се зачуваме Македонија, а не да излагат и да распродаваат Македонија. Ова политичка партија, што е во опозиција, што боледува сега, таа болеста сама си ја стави, да не бара виновник. Како е стави самата болест? Со незнање, со фалшни помчиња, со откажување од своето, со носење штетни одлуки, што распродава Македонија, што влего во калта до колена, сега не може да излезат. Ни напред, ни назад, само гмечат во место. И сега како не се срамат да се појавуваат. И друг пат сум рекол, најпаметни ќе бидат да решат од нас толку знаеме, толку направиме, ќе се извидиме, све што сме сгрешиле, се тргаме од политикава. А не, те компромис, те ваков, те онаков, ништо. Државава увореше Мицкоски 100 години, 200 години, милион години, не може да прифаќаме некој да ни натура она што него сакаме ние. И што не е реално. Но што личи то, какви политичари се тие? Имат и малце чувство, малце грам во главата, што зборуваат и што барат и кај го подмет. Да, ви благодарам. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, ве поздравувам, повелете, добар ден. Јас сум тој гледачот од Охрид. Аха, повелете. Во врска со случајот од Чашка. Значи вака. Го канам мојот пријател од Чашка. И му предочувам, тој погрешно разбрал нешто, или мене, или пак пред 3 дена. Еве во што се работи. Значи, тој што не нарече сите нас, поинаку што размислуваат, нема да... Да, во ред, па јасно терминот го слушнавме добро, знаеме. Од преспа ќе го наречам. Да, добро. Тој истиот му рече и го услови човекот од Чашка или од Чашка. Дали ме разбравте? Ма како не и првиот пат кога рековте? Добро намерно, значи нека ме разбери добро намерно како тој истиот од Преспа не навредува сите.
и тебе, и мене, и сите ние поинаку што размислуваме од него. Ова е само да ви кажам на сите јавноста во Македонија како се однесува еден човек и сите нас не вреѓат. И му честитам на мојот пријател од Чашка, онака да се однесуват како што му мислам стварно е во право човекот. Така. Поздрав Исо. Ви благодарам, поздрав, и ете уште еднаш, ако останало нешто и надвор, од тука нека биде расправано таму, на тие други платформи, какви и да се социјални мрежи или се едно директни лични контакти. А и ако не било, нека не биде расправано тука. Значи, кој сака да се однесува поинаку, отколку да дискутира за темата и тоа да го правиете пристојно, нека се однесува така поинаку на секое друго место, освен на ова. А тука нека се однесува така што ќе зборува за темата, на пристоен начин. Може да зборува и за тоа што кажал другиот, да не се согласува со тоа, да изнесува своји аргументи, односно контрааргументи и така натаму. Не навлегувајќи во тоа каков е тој што го кажал, ниту изнесувајќи квалификации за него. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, повелете, ве слушам, добар ден. Немам намера да се јавам, ниту сакам некој да го коментира од Чашка, од Маска, секој си има своје мислење. Јасно. Мене ме боли нешто друго. Зарем не се свесни ВМРО и СДС, ВМРО 20%, по моја процена, 80% СДС, што сакат бе тие? Тие не гледаат дека однатре продава државата на други партии. Не се свесни уште во наводници, за да не ми исклучуваш очите, нека си ги два. Нема ништо од тие две партии поиќе. Не треба да постојат. Кој сака нека постојат? Ромски, влашки, албански. Ним треба да снема. Не се вредни поиќе, верувајте ме. Поздрав. Да, благодарам, ете вие кратко и конкретно. Ве поздравувам и јас. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Поздрав, Исо. Ви благодарам, повелете, да. Па малку прескоч на слободна тема не можев да се јавам. Аха. Мицковски мислам дека прави грешки и тоа кораци прави. Нарочито сега со овој обвинителот, па он не треба да се јавува. Стварно, ако јас сум гласал за него, он не треба да се јавува. Он си има парламент. Парламентот ќе си побара од државниот обвинител да си каже за криминал од 167 милиона евра. Да не објасни на цела држава. Не е оваа криминал од 10 кебапчиња. Ке си го викне парламентот, обвинителот и ќе каже пред цела јавност зашто е прекината постапката. Обвинителката таа се јавува на Фејсбук, каже е прекина постапката и после му се јавила на државниот обвинител. Не е криминал за 10 кебапчиња. Исто така. Еве за Европска унија. Бугарите викаат, ви имате работа со Европска унија. Па зошто имаме ние историска комисија со бугарите? Па треба Мицковски да направи еден храбар позет, доста се крие 22 години. Зашо го гласа бине 720.000? За да не спаси од криминалците, да не спаси од предавници. Зашо го гласаме? Ако е способен, води ја државата. Ако не си способен, напушти ја владата. Дај му на некој друг да ја води. И за изборни предлог за изборна. Па, молен поп, знаеш како шоприкана имаме една македонска, молен поп, знаеш што се? Да. Затоа нема што да ги моли он, опозиција. Има 61 пратеник, како они водеа влада со 61? Те думне с 5-8 имат, ке си гласаш. И готово, што има да го моли он Филипче или на која друга партија? Зашо го гласаме ние 720.000? Зашо? Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало, Да, се слушаме, повелете. поштовање господин Исто Исо. така и до вас, повелете. Ајде да ги замолам сите тие парламентарци, ние што се јавуваме с невозрастни луѓе, па доста со вреѓање, патриоти, Чашка, Маска, што рече овој. Дај да бидеме озбилни, решење нека кажат како да спасиме Македонија од овој криминал, од ова корупција.
да одиме напред младите да не ни се иселуваат. За изборниот законник. Слушам, че обединиле СДС и ВМРО воедно 25. мај. Ќе го прогласеле за неработен ден. Зашто? Па затоа што Тито им обезбеди се им направи на готово да и од ВМРО, и од СДС, и од ДУИ да крадат. Така слушам, 24 и 25. Не чинел Тито, па све што изгради Тито се украдува. Зато уште еднаш ги замолувам овие господата што се јавуваме. Чаре како да направиме, да оправиме Македонија. А јас сум го рекол тоа. Све додека се овие три партии, албанската исти се тие, дали вреди, дали ДУИ, исти се. И ВМРО и СДС да ги снемат политичка цена. Нека се сложат од страна 10 луѓе, 10 години. Никој нема да ни го земи ни Вардар, ни Скопје, ни Јазикот, ни Шар Планина, ни Пелицер. Да ги снема. Да видите како и кога ќе се владее законот, црното црно, белото бело да биде. А вака исто, пак ќе речам, сета почит на сите телевизии, ќе си ставате теми, времето да ви помини, ние ќе си брбляме бадјалджи. Тие ајдучите ќе си крадат под наводници и напред Македонија ќе не иде. Еве, трети сме биле во корупција, трети сме биле во ова, трети во ова, сивата економија, законот за коткарници, све тоа гола вода. Само друг човек од страна, само така ќе не оправи. Енсо, биди ми поздравен, све најдобро. Благодарам, да, ве поздравувам, но некако кога велите ќе си ставате теми, ние ќе си зборуваме, па ми предизвикувате чувство како да сме, еве не зборувам за другите, туку, ајде под наводници, еден вид воени профитери. Онака сите тие најблаго кажано неправилности во општеството, токму ни се храна за да постојано бидеме. Да не е се така лошо, ние не би имале што да правиме и не би зборувале. И среќа што е се толку лошо, па барем еве ние ќе си правиме емисии и профитираме од тоа. А што не е секако така, напротив. И затоа што не се сведува комуникацијата само за лоши работи. Лошите се јасно да се поправат и тука сме да ги поправиме, но понатаму има дискусија постојано за унапредување, за напредување, за убави работи и слично. Значи, тоа е основната функција на човекот, комуникацијата. И затоа, особено пак кога имате дипломатијата е пак толку оној префинет начин на комуникација, на дискусија, да воопшто не само дека немате навредлив збор, туку ни интонација, имате прекрасно изразување срдечно, а во тоа се препознава, не знам, и условување и ултиматум и ги реализирате своите барања. И тука е умешноста во дипломатијата. И затоа, кога имаме и дипломатска комуникација, па впрочем, како и со токму ете сега неодамнешната, тоа не било ни средба на министерот Муцунски со колешката новоназначена, туку по друг повод една минута се виделе, ниту средба, се поздравиле, за потоа да се, како вели министерот, не била средба, размениле зборови. А дипломат, па што размениле, да... Може да кажа, разменивме букви или сигнали разменивме некои, вака, ова и си дадовме знаци. Значи, јасно е, ако сте дипломат, па и една минута, ако е, треба да го изведете тоа и да кажете, разменивме две реченици, но секако да војна и мир напишавме книга. И што сте постигнале со тоа? Тоа се потоа резултатите, а не оние негативни бранови кои произлегуваат од сето тоа. Прва средба, една минута, ние внатрешните само конфликти и тоа што е во темата кој блокира, кој деблокира, е заблокирано сосема. Дискутираме предходно дали ќе се смени ставот сега на новата влада во Бугарија. Па ние и да сакаме како да се смени. Случајно се сретнале една минута, размениле зборови, не ни дискутирале и скандал од тоа. Што апсолутно не значи дека е оправдување за... Но тоа е тој момент на дипломатија. Таа дипломатски ќе си каже, вие дипломатски ќе одговорите. Не скандалозно. А не и не блокирачки. А ние се заблокиравме и самиот процес уште на стартот го заблокиравме уште повеќе.
И нота и слично. И што со нотата? Сега ние сме среќни или тие? Но ајде, добар ден, да видиме дали ќе се деблокира ова. Повелете, добар ден. Па и доблокира, можеби. Добар ден. Почитал, одител? Да, ете, сега чекавте, ајде, повелете. Нема никаков проблем. Почитал, имаме разбирање, ве молам. Потполно ве разбирам. Вие секогаш имате добра намера, верувајте. И уште еднаш ке потенцијал. Со вашата комуникација јас имам многу корисни нешта од вас. Почитал водителу, вие спомнавте дипломатија. Дипломатијата прво и основно си бара наковална. Не разбирате? Дипломатијата бара фигура. Тоа ќе се каже булдозер дипломатија, тежок дипломат, тоа е. Така. Дипломатијата си бара што е најбитно шмек. Дали не разбирате? Шмек, основно е шмек. Дали денеска ја видовме светската дипломатија во Пекинг. Почитам водителу. Јас сум одушевен. Па тоа е. А се сакаат ли? Имаат ли соработка, разбирање? А како се прикажува? Да сте здрави. Значи, видите што се следе. Таа средба, таа дипломатија за добро на кинескиот народ и на американскиот народ. Многу жалам што оваа средба дава нешто така, како да ви кажам, потајно, дека Руската Федерација полека иде на третото скаливо. Да бидете сигурен. Мене ова, сега нашава дипломатија, почитам водителу, јас сум длабоко убеден дека председателот сам беше многу оптеретен при средбата со кинезот сега како ќе биде со нашите визии. Дали ме разбирате? Беше кажано за 2-3 дена. Видите, па ова царините. Благодарам ве, поздравувам, но ајде затоа со следниот да забрзаме, да не чека. Добар ден, повелете веднаш. Здраво Исо. Здраво, повелете. Ајде да збориме со факти. 75% од македонците видоа дека СДС е бугарска партија, се предавници и видовте колку изгубија. На наредните избори таа партија ќе престане да постои. Што имено се случи? За 7 години владење 7 милиарди направија долг, шајка не закуца. Нека се јавува и почитување што се јавува, Диме, Ѓоко Чашка, овој од Охрид Велјан, овој и сите овие други што уште ги бранат и нека кажат една работа што направиле за тие 7 милиарди евра потрошени. Една работа. Значи народот се разбуди, се освести и дека ЗАЕ фактички ја приватизира партијата со стекнати пари со криминал и со предстве со предавство, милионите заедно со Филипче, нели градат во Дубај и никој не ги прашува од кај се парите. Значи со тие предавства ја приватизира и СДС, го ставива Ковачевски Пендаровски, што комплетно им дадо на ДУИ што сакаат да прават, да ги подсетам што се случуваше, и да учествуваат во бугарско-албанскиот договор со француски подпис, све што беше подписано во тој бугарски договор на штета на македонскиот народ. Такво зло направија тие. Го купија Ковачевски со 20 милиони евра за жена му за волтаици и беше безгласна буква. Потоа дојде Филипче и исто така, за да се одбрани со имунитет како предводник на опозицијата, да не го чепкаат за криминалот што го направи и за одговорноста со модуларната болница и сите криминали што... Така, истече времето, благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден, ако се слушаме. Да, вие се слушаме, вие сте. Па видете за Европската Унија, за тоа дека се бавиме со... не напредуваме за влез во Европска Унија. За тоа воопшто не треба да се грижиме, затоа што ако ние не требаме на Европа, уште помал и Европа не ни треба на нас. Ни требаат парите, гледате сега, дали ќе се добијат парите, ако не се заврши ова во рок?
сега вака. Тоа се историски висока исплата на средства, најавува Муцунски. Ние не треба да го прекинеме преговорите за да влеземе апликацијата за во Европа, само заради да ни пуштаат пари. Инаку ако прекинеме ние преговори и се, значи ќе ни прекинат тие фондови и така натаму. Значи нас не ни тоа одговара. А на Европа па не ни одговара да не отврди нас за да не преговараме, бидејќи и ние требаме на неа. А кај нас треба да има паметни политичари, а не предавници, затоа што имаме ние ретки природни минерални потенцијали суровини се едно. Да, суровини. Значи ретки природни минерални материјали или суровини или руди, и наместо ние да ги чуваме тие руди за генерациите и нешто да оставиме да остане, нешто да продадеме ако може, ние се да продадеме, се да ни земат како орли да однесат и за нас да не остане ништо и ќе бидеме економски јака држава, утре са бајле ќе бидеме. Не може така. Значи треба да имаме ние стратегија. Во Југославија имало стратегија, имало 8-часовно работно време, но не ги имале работниците, работеле 5-6 ефективни, 4. Ама има... Така ви, благодарам. Па тоа е она што реков ја, значи, има за што да се зборува, да се прават планови, да се унапредуваат работите, да се прават уште подобри. Не е само, а што би зборувале вие, како вели? Ние се едно. Да не е ова. Значи, среќа што овие, колку ни е полоша ситуацијата, повеќе ние имаме да зборуваме. Па напротив, ние сме утепани што само за лоши работи се занимаваме, па добро се држиме уште. Психолошки како и да е. Тоа па тоа, постојано. А како да се тргне? Да се тргне темата Кочани, да се тргне. Ајде, нема да зборуваме. Како? За тоа како се развива судскиот процес за некоја системска негрижа, да речем, или евентуално злоупотреба. Така што и тоа како би имале за што да зборуваме а седно и да нема пропадне светот ако не постоиме, но секако би имало за да се прават работите велам уште подобри или да се разменуваат и дискутира за позитивни теми и како да бидат уште подобри работите. Инаку затоа и спомнав, јас веќе се чувствувам некако како воено профитерство. Само да уште некоја трагедија и одлично имаме материјал за дискусија. Повелете, добар ден. И тоа како има за што да се зборува, почитувам родител. Кажете ме. Молам, посветете ми сега овие 2 минути. Ако моите внуци се свесни и при здрав разум дека нивниот живот и екзистенција зависи од нивните родители. Дали ме разбирате? Приходи и школување и така. Јас како Диме не можам да разберам, да се јавува соговорник, за колку е дозреан не знам, а екзистира од пензијата на баба, на мајка му, па тоа е страмата, тоа е резил. Тоа е грех према мајка му, почитам родител. Значи, ја при живот на моите родители, ако не сум можел да помогнам, барем со нешто, не сум бил карактер да одмогнам. Човек години да екзистира од пензија. Така да, од овој момент не ми интересира ни чашка, ни рашка. И него му забрано. Строго. Нема повод и причина да ми именува во емисијава. Нека ги именува тие што спомнуваат граб мозок, испран мозок и ред други работи. Значи, почитува водител, емисијава, благодарение на вас, постои и ќе постои. Ама дневниот ред мора да се почитува. Дали ме разбирате? Нема обраќање, ни на ти, ни слушај ти, абе ти. Дали ме разбирате? Да. Ке ни отиде емисијата, ниту вие тоа го заслужувате, ниту вашата телевизија, која во оваа ситуација на неждодот во наша Македонија, вие сте брени. Бидете сигурен во тоа. И од срце ви честитам. Благодарам.
Благодарам, ете, за ова укажување како реплика, кое е само уште едно од кој знае колкуте, впрочем и токму и во денешната емисија укажав на тоа, немаме директни именувања, обраќања. Тоа е нешто сосема друго од тоа да се дискутира за тоа што е кажано. Било кажано дека е така и така и така, не се согласувам со тоа, изнесувате ваше. Тој што кажал така, тој па уште потоа оттаму и навреди и слично и е апсолутно влегување во излегување од токму овој дневен ред и влегување во нешто сосема друго. Добар ден, повелете. Не соодветно. Добар ден. Добар ден. Да, поздрав, повелете. Се слушаме и Да, се слушаме одлично, повелете. Конструктивно за денесување на изборниот закони. Тя ние, ко гледачи, ко народ, што можеме да утичеме на оваа тема за да збори? Знаеш како, ние како да си играме со држава. Тя некој ќе биде на страната на ВМРО, некој од страната на СДС, онака тема дадена, знаеш како, исто кod карниците, ништо не можеме да. Пушењето, теми без лице, онака, без лице. Но не, она што вели Муцунски, да се определува иднината на државата. Значи, може ли да се согласиме заедно за иднината на државата? Ништо не се определува. Да. Знаеш ли со? Да. Например, ја конкретен сум ти кажал неколку пати. Например, државата и должи на граѓаните 700 милиони. Поставија таа тема. Хидроцентрали се градат, никој од народот не знае. Поставија таа тема. Ама ова, ја не знам до каде ќе не. Исо, се сложувам со тие гледачи што викаат дека две партии за ништо не вредат. Ако каже едната бело, другата ќе каже црно. Ако каже едната да, другата не. Така не замајуваат 30 и нешто години, а они профитираат. Профитираат и тоа ефтен, а народот го осиромашуваат до даска, до безвер. Денеска посиромашен смо вчера. Утре ќе биде по-сиромашен од денес. Тоа е работата. Не знам, некако исо, као создавач на овие дебатни емисии, више не сум задоволен од дебатни емисии. Не само од вашата телевизија. Веќе истече времето. Добро, значи, токму како се определува иднината на државата? И затоа и кажав, намерно, не случајно ставив конструктивност. Не е компромис, затоа што за жал се сведува на компромис. На компромис, на интерес, на толеранција, која е во смисла трпение, тоа е толерирам, не го сакам, но ќе го трпам. За мир во куќа. Ајде добро, овој смирете се, овој оној навредил и така натаму. Тоа апсолутно не е процес на една конкретна светла иднина. Ни обштествена, воопшто меѓучовечка, ни на државата. И сега во таа политичка рамка ставено, партиско-политичка, дури затоа ние да се вратиме назад, разумен компромис на поранешниот председател Иванов и така натаму. Како пристап е сето тоа. Ај немојте да кажете вие не навредувајте, нема ни јас да ве навредувам. Ајде премолчете ова, но потоа доаѓаме до тоа, ајде сега ти премолчи. И тоа е постојано процес поврзан со условувања и со обструкции. Баден терови и што и да е. Дајте глас, гласајте вака, дајте глас пратеници, дајте глас Бадентер да се постигне, дајте пратеник ваму, дајте полклуч таму, дајте место такво. Само калкулација, само компромис, партиски интерес. Ако ни дадат место таму толку, ние ќе го поддржиме законот. Ако не, нема. Каде е процесот на иднината на државата? Ова во што сега толку прагматично, убаво да речеме, Муцунски го изразува. Вистинскиот пат напред и така натаму, што е тоа, да се даде конкретна поддршка, тоа е процесот кој определува
иднината на државата, тоа не е процес на влада, на партија, одеднаш сега нема тесногради, не е Муцунски туку, воопшто тие погледи, партиски и слично. Сега сите сме космополитски, нема етнички, нема ништо. Па до вчера, како северно-македонски, јас сум етнички македонец. Не велам дека оваа во ред министерката направи. Туку сега одеднаш космополитизам, немаме ни партија, ни ништо, сите сме едно. Процесот на иднината на државата. Па, каде е тогаш таа конструктивност? Браво! Сите сме за тоа. А не компромис. Да, јас ќе се приклучам ако за возврат добијам нешто. Па, ајде иднината на државата да ја направиме сите. Ајде иднината на емисијата, конструктивност сите. Па, секој ќе направи компромис во смисла компромис со својот комодитет, со својата позиција, во интерес на државата и ќе биде конструктивен. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувам. Почит до вас, ајде. Поздрав до телевизија 24. Благодарам. Ако ништо барем нема да се навредуваме со вас. Мислам, не се навредуваме со други, туку нема да слушаме, тоа мислев, да. Кој е како и слично, во тоа смисло. Јас не се навредувам со никого. Разочерам, сега може да распалам навреди. Ама тоа е јасно, секој може, но нека не разликува барем тоа, да, повелете. Видете, ако јас не се лажам, кривичниот, се извинувам, изборниот законник се донесува со 80 пратеника, така знам. Сега математички, 67 пратеника има ВМРО, знам и вреди. Сега ако додадеме уште 18 од СДС, тоа се 85 пратеника. Значи, слушам. Минимум треба од овие 4 партии согласно. Значи, ВМРО, знам, вреди и СДС, значи 85 пратеника има. Сега едно од прашањата на кои се препираат е една изборна единица, да, и ВМРО се сложува, колку што дознав дека и СДС се сложува, знам се сложува, не знам за вреди, за нив не сум сигурен, за една изборна единица, но ВМРО има барање да во таа цела изборна единица влези и гласовите на диаспората. Да, значи, тоа беше. Да, слушам. И мислам дека ВМРО по тоа прашање нема да отстапи. Значи, ако се доблесни другите партии, нека се согласат. Зошто? И тие се македонци. Јас точна статистика не знам, но мислам дека колку што се овдека македонци, мислам дека се и во диаспората. Така да не е тоа занемарлива бројка за гласови. Сепак се и тие македонски државјани, и тие се плаќачи на даноци овде, некои имаат имоти, имаат и обврски тука, но имаат и права. И на крајот на криштата може да се соберат 10.000 подписи и некој закон да се стави. Така ви благодарам. Ситуација во која времето навистина и некако пребрзо поминува, за разлика од некои ситуации кога пак нема крај никако да помине. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, кој ни е следен? Повелете. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам, вие сте. Ицо? Да, ве слушам, кажете. Гледај вака. Ајде да се подсетиме малце. ВМРО на времето ги амнестира терористите. И ги внесе собрание. Да биде газди. Ајмо на СДС. Промена на знаме. Неуспешен референдум кој купија пратеници и само да се ништи Македонија. Значи, неуспешен референдум која ДИК го прогласи. Промена на име. Општини промена. СДС. Кичево, Струга, Долнени. Сега. Ги погледувам двете партии, што јас веќе ми се банални да ги гледам. Кои самите македонци се уништуваат меѓу себе, а и ден денес. Конструктивен за донесување на изборни закони. Не ве врате. Не бива од овие. Не бива. Еден е оклин, друг во плочај. Джабе. Има и други
партии, албански, вакви, такви. Нека се тргна, се видо дека не се способни за Македонија. Тоа е све инат. После не нечела Бугарија обора. Не, Европа не сака. Како го тргна оној кафе да пија? И се заврши работата? Разни начини има, да, тоа е. Да. Најголемата доверба ја има во Меркел. Што ли направи? Брзо сменете го името, во двете инстанции ќе влезете. Сега си е пензионерка, пример. Видовте колку? Абе, застанете прво напред, направите се луѓе во државата. Немој да измислувате муцунски, овај онај, не вече. Некој да ти дај милиони, не го сакаш. И готово. Благодарам, ве поздравам. Па ете, тоа со кафето е пример на добра дипломатија, иако несоодветно, не е тоа убаво. Тоа е на некој начин злоупотреба, не е она што треба да биде. Тоа е и против самата суштина она што треба да биде дипломатијата, но е дипломатски сепак, елегантно. Како? Да биде таму, а да не реагира, а да премолчи, вака, дојди не се нашол во моментов, ова поминало, се е и правно, и тој лично, ниту компромис, да мора компромис, седел, па компромисно согласи се. Не се согласил, едноставно не бил таму. Дипломатски се убаво во ракавици, реализирано, успешно. А камоли со грди зборови, со навреди или со, изложување на кои да е, на некои непријатности. Тоа е друго, велам, што не е соодветно на она што би требало да биде, но е дипломатска. Ви благодарам за вниманието, за учеството и за добрите разговори, кои добро што не се сосема толку дипломатски, затоа што се вистински, реални, онака човечки, без ракавици, биако некојаш може би малку по и претерано директни. Секако имајте пријатно попладне. Довидување.